Македонија мора да има некаква гаранција од Софија и Брисел дека барањето за вметнување на бугарите во уставот ќе биде последно за деблокада на интеграциите. Председателот Стево Пендаровски им врати на бугарските колеги, кои преку нова провокација бараат прво отворање на македонскиот устав, исполнување на пакетот 4+1 барање, па дури потоа да се разговара за тргање на ветото. За Пендаровски било уцена барањето на Радев и Јотова, ама додава дека ставот на лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски и партијата нема да подржи промена на уставот за внесување на бугарите во него, доколку не се добие гаранција од Софија дека нема да има нови условувања, е сосема коректен. Како ми велиш, дај ми гаранција дека ти ќе го промениш уставот до тој и тој датум, на исти начин ти ќе кажеш, ако ти го промениш уставот до тој и тој датум, пред, зад, влез во Европска Унија, тогаш јас се обврзувам дека нема да барам ништо плюс од ова. Ние мораме да имаме некаква гаранција од Бугарија, уште подобро, и од Брисел, во целата Европска Унија, дека ова ќе биде, зборам во оваа насока и само за ова прашање, последното барање на Бугарија. Че ја не велам дека ќе биде последно барање во однос на владење на право, во однос на борба против корупција. Секоја држава може да каже, другари, не сте добри во таа работа. Тоа е легитимно, но тоа е европски критериум. Ова е надвор од оние стандардни копенхашки критериуми. Дека до јуни се мали шансите да се смени сликата со блокираниот интегративен пат на Македонија, индиректно потврдува и шефот на државата. Сепак посочува дека ако не добиеме датум за преговори во јуни, после тоа многу тешко ќе може да се убедуваат граѓаните дека треба да се продолжи со истиот ентузијазам. Лидерот на опозицијата па Христијан Мицкоски не верува во убавите зборови на Пендаровски. Категоричен е дека ВМРО-ДПМН нема да прифати менување на преамбулата на уставот, но дека не добијат гаранција дека со тоа ќе запрат сите бугарски барања. Зборувате, претпоставувам, за наистиот Стево Пендаровски, кој што подпишуваше по нарачка на Заев кога ќе му текне ворен несостојбе. Или наистиот Стево Пендаровски кој што велеше дека Гоце Дочев е бугарин. ВМРО-ДПМН не може и нема да подржи, бидејќи за промена на уставот се потребни 2/3, било каква интервенција во преамбулата, без притоа да добиеме од страна на бугарскиот парламент јасни гаранции, изгласани, дека од тој момент до денот кога ние ќе бидеме земја членка на Европската Унија, сите отворени прашања се затворени и нема да има дополнителни барања од страна на Бугарија. Додека македонските власти одбиваат да одговорат конкретно каква е националната стратегија по новиот пакет ултиматуми од Бугарија, во Софија тамошните историчари најавуваат формирање на заедничка бугарско-македонска комисија за историја Новосенка, која ќе работи паралелно со постојната комисија за историски и образовни прашања и која би требало да го трасира патот на преговарачкиот процес меѓу Бугарија и Македонија. На чело на таквата комисија ќе биде историчарот Стефан Дечев, кој најавува дека комисијата ќе има своја агенда, свој календар и своји состаноци и цели.